Гоце, што значи да се биде заменик на главниот и одговорен уредник во телевизија Нова? Кате секојдневно сме тука заедно, добро знаеш, тоа значи на многу одговорна работа, многу обврски, сепак многу работа има поврзана со секојдневните информации. Јас работам повеќе во делот на вестите, има неколку заменици главни уредници. Мојата обврска е пред се договарање на темите со новинарите, договарање на линковите и се друго што се поврзува со дневната агенда. Во формирањето на тимот учествуваше и ти. Мислиш ли дека се создаде вистински тим? Се направили вистински избор? Кате, јас ќе кажам, нескромно сме го разговарали тоа и со Билјана неколку пати, ова е најдобриот тим со кој јас сум работел. Имам големо искуство, сум млад, но искусен, имам работено во Ајден телевизија, за тие што можеби не се сеќаваат, потоа работев во 24 вести, таму ги поминав сите скалила, од репортер до главен уредник. Ваков тим како што создадовме од телевизија Нова, навистина никаде немаше, а тоа сигурно се забележува и на екран. За една година постигнавме навистина многу. Телевизија Нова се етаблираше како медиум кој постави нови стандарди и во начинот на известување и во начинот на кој ги третира темите. 120 минути гледаме зад нас. Колку е 120 минути, колку треба да се сконцентрира на тие 120 минути во денот? Тие се твои и треба да ги спакуваш. 120 минути тоа што се гледа е само, да речам, врвот на ледот што може да го види публиката. Под тоа има многу работа, значи ја практично целиот ден сум посветен на тие 120 минути. Всушност сите главни теми во денот, така е концепирана самата емисија, да се занимава претежно со темите од политиката, тие што се главни теми, и самото мото на емисијата е ништо да не остане необјаснето, значи се обидувам на еден поинаков начин, досега кај нас невиден, да ги презентирам главните настани од сите можни аспекти. Значи една тема, не обработуваме многу теми во тие 120 минути, можеби 6-7, но се обидуваме тие да бидат опфатени од сите можни аспекти. Како изгледаат тие брифинг средби или колегиуми на четворицата главни заменици нивни? Стандардно, каде тоа нема тука никаква тајна, значи се најпрво се делат настаните, уште од вечер, тоа што го носи денот не може да се избегне, мора да се сними се и да се уфати се. Не можеш да знаеш на кој настан може да биде веста, секаде може веста да се појави, наше да ја снимиме и да ја препознаеме и да ја спакуваме и да ја емитуваме. Потоа се разбира не може да се избегне и од темите кои се секојдневни и не се дел од дневната агенда, но се теми и треба тематски да се обработат, значи бараат мислење од експерти, бараат мислење од разни институции и исто така потоа следува делот на пакувањето, тоа се последните колегиуми во кои се договараме кој треба да прави прилог, кој треба да прави линк, што треба да се прави од одреден настан или одредена тема. Како и да е, секој ден е нов и возбудлив, нема изден, затоа е убавината и на новинарството. А кажи ми, кога си бил најнервозен овде во ова студио на овие 120, на некои 120 минути? Не можем да се сетам вака на конкретен ден во кој сум бил нервозен, но имало денови во кои навистина биле тешки од повеќе аспекти. Еве денешниот ден, ова е ден пред роденденот на телевизија Нова, еден од тие тешки денови, значи тоа се денови претежно кога важните настани, важните информации и вести доаѓаат многу доцна во текот на денот, кога веќе човек нема ниту ресурси човечки во редакцијата, ниту пак време на најдобар начин да ги обработи. И за крај, што би сакал како заменик, уредник, нели, што би сакал да се случи на телевизија Нова следните години? Мислам дека телевизија Нова тргна во вистински правец, тргна во правец во кој го замислувавме и уште од почеток го трасиравме, тоа е да бидеме њуз телевизија, каква што досега немаше во Македонија. Практично ние 16 часа во денот обработуваме информации, емитуваме во живо директни пресконференции, јавувања на репортери од лице место, се јавуваме од секаде во светов, не само од Македонија, каде што се случуваа настани. Треба да продолжиме по истата патека, веќе сме консолидирани на некаков начин, ги прележавме сите детски болести во оваа година, тоа беше навистина тежок и макотрпен процес, процес кој некои телевизии и медиуми го поминуваат со години, ние го успеавме да го поминеме во само една година. Сега веројатно станува полесниот дел од работата, да сме концентрирани, фокусирани, посветени и резултатите сигурно ќе си дојдат.